нивоа на демони, кои не прогресират, не еволуират, не се просветлуват. Единствено што можете да ја украдат фотелјата од наредното ниво, од оној кој седи, или да го убијат, или да го предадат, или некако да направат малверзација за да можат да му го земат местото. Буквално се работи за една фотелја каде што седи еден демон и нели има 4 години избори. Меѓутоа, тоа е темна страна и светла страна и сива страна. Сатанизам за прв пат во историјата е како што реков во претходното видео, би сакала да објаснам некои термини. Значи, прва работа, посебно секаде ги има тие неуки христијани. Прва работа, сатанизам, да објасниме што е. Значи, Луцифер си е Луцифер. Сатана, Сејтан, е хебрејски термин што значи непријател. А ако мислите на спирит детето на Елохим, што не е ангел, не бил ангел, никош не бил ангел, што бил толку многу суетен, што мислел дека може да биде како Елохим и да ги натера сите луѓе да бидат добри, фини и културни. А не може сите луѓе да бидат добри, фини и културни, пошто имаме право да сгрешиме, ама и да се поправиме, значи каде е законот за слободна волја. Се вика Луцифер. Да, постои пекол, да, он е таму врховен воđа, да, постојат стадиуми, да, постојат нивоа, постојат демони и tekako. Меѓутоа, тоа нема никаква врска со спиритуализмот, ниту па со окултизам. Видите, окултизам, окултус потекнува од латинскиот збор за нешто што е исто као херметизам, за нешто што е окултно, невидливо. Херметизам е херметички затворено, значи нема никаква врска ниту со нешто што се вика сатанизам, ниту па со Луцифер. Значи, спиритуалистите, окултистите, херметистите бират страна во еден точно определен период од нивното учење. Кога спиритуалист еволуира и кога работи на собствениот спиритуален раст и развој, постои еден момент кај секој спиритуалист во текот на неговите, да речем, спиритуални студии и нивоа на просветление, кога бира кој ќе му биде господар. Дали ќе работи за Бог, дали ќе работи за Луцифер. И бира. Секој има право на избор. Луѓето имат право да бидат лоши, злобни, силувачи, убици, имат право да бидат добри, наивни, да изберат светлината. Луѓето бират. Во точно определен момент на спиритуалниот раст и развој, секој што сака да остане на патот на светлината, има избор. Дали сака сето тоа што го знае да го употреби во свое име и за своја корист, или да остане на патот на светлината и се што знае да го употреби во име на Бога, во име на Елохим и да биде емисар на Елохим. И тука веќе се делат спиритуалистите и бират страна, се делат на светли и на темни. Не се викат црни, туку се викат темни. Значи имаме светла страна, имаме темна страна, имаме сива. На светлата страна се сите што во определен момент од својот спиритуален раст и развој живот бираат да се само на светлата страна и секој Божи ден работат, мислат, прават, делуваат, изборуваат како да Бог е до нив. Како да Елохим све ги слушаат. Тие се емисари на Бога секој Божи ден со секоја нивна мисла, збор и дело. Тие што одлучуваат да се на темната страна, застануваат тука со нивниот спиритуален раст и развој, не ми се дава повеќе небесно знаење, универзумско знаење и до тука,
и се што има може да практикуваат според нивна слободна волја за себе. Тие ги викаме темни магови. Има неколку познати, меѓутоа они веќе работа за темната страна. Кога човек работи исклучиво за себе и во своја корист, припаѓа на темната страна. Кога човек се што ќе прозбори, се што ќе помисли и се што ќе делува во име и за слава на Бога, работи за светлата страна. Тие што се уште не се решени, што не ни знаат дека постојат Бог, агностици, атеисти, веруваат дека само ова е живот, тие се сиви. Има нијанси на сиво, некои се помалку сиви, некои се повеќе сиви, меѓутоа за да некој припаѓа или на светлата или на темната страна, или мора секој ден да е добар, без исклучок, или секој ден е лош, без исклучок. Кога си темен, не си светол. Кога си светол, не си ни темен, не си па ни сив. Затоа многу малку луѓе се светли луѓе, бидејќи патот кон селестинските реалми е прав, пушка прав и тесен, бидејќи собира само еден човек. Затоа секој се просветлува сам. Просветлението нема никаква врска со тоа што New Age-истите мислат, ќе го објаснам и терминот New Age. Значи, нема никаква врска. Просветлението значи колку повеќе си во светлоста. Колку повеќе си во светлоста, толку повеќе разбираш дека си дел од се и толку повеќе разбираш дека не можеш да си сам и дека има некој над тебе и дека има некој во тебе и дека некој има околу тебе. Кога си на патот на темнината, си релативно чист материјалист, работиш исклучиво за себе. Значи, се што знаеш од дивинација, се што знаеш од бајање, гатање или спиритуализам, исклучиво го потребуваш за бизнис, за правење пари на маката и на проблемите на другите луѓе. На кој ви личи ова? Си има редови темнината, си има ред светлината. На светлината најгоре стојат Елохим таткото, Елохим мајката, Елохим синот и после сме сите ние, керка на Елохим, синови на Елохим. На темната страна на врвот е Луцифер и после имаме 13, тоа он е на 13-то ниво и после имаме 12 нивоа на демони кои не прогресират, не еволуират, не се просветлуват. Единствено што можете да ја украдат фотелјата од наредното ниво, од оној кој седи, или да го убијат, или да го предадат, или некако да направат малверзација за да можат да му го земат местото. Буквално се работи за една фотелја каде што седи еден демон и нели има 4 години избори. Меѓутоа, тоа е темна страна и светла страна и сива страна. Сатанизам за прв пат во историјата е англиски збор, каде што католичката црква во еден тракт од 1565 година го употребува како израз против протестантите. Значи, сатанизам е исклучиво англиска кованка, англиско-латинска кованка, која ги им дава епитет на сите религии што не се католички, римско-католички. Значи, тоа е како амбрела термин од Римо-католичката црква за сите што не се римокатолици. Така да, и ортодоксните христијани се сатанисти според Римо-католичката црква. Сега, New Ageизам. New Ageизам е исто umbrella term, исто потекнува од америчко тло. 1970 година вели дека теософот Дейвид Спанглер значи ја оформил таа цела идеја, бидејќи он бил фасциниран со астрологија. Според астрологијата има, посебно според хиндуистичката и веданската астрологија, има дека ерите
тоест age, new age значи нова доба. Доба во спиритуална терминологија е 2026 години. И пред, не знам колку, астролозите ќе ме поправат, ама мислам дека пред 2-3 години почнавме да влагаме во добата на Водолија. Бидејќи хороскопските знаци се 13, т.е. 12 познати, 13-тиот е, ајде да речем, таен, езотеричен знак на сите 12 знаци. И уствари, бидејќи универзумската енергија оди спротивно од стрелките на саатот, што значи на универзумско ниво астролошките знаци уствари одат обратно. И сега сме во добата на Водолија. Кога беше Јеишуа роден, христијаните го знаат како Исус, кога беше Јеишуа, тоа беше доба на рибите. И добата на рибите, значи рибите, позади незе е Водолија, или како беше, или пред незе е Водолија. Значи, после добата на рибите, доаѓа добата на Водолија. Затоа Јеишуа не беше рибар. Јеишуа, неговиот татко Јосип, значи, беше дрводелец. Ама знаците на рибичка покажува дека Јеишуа е роден во добата на Писис, значи на риба, како хороскопски знак, ама во доба, во age. И сега, овој теософ, Дејвид, бидејќи се надевал дека луѓето може да се променат и дека може да бидат добри и да придонесат за светлината на глобално ниво, го воведува терминот за New Ageism како филозофија на новата доба на Водолија, каде што луѓето би можеле да придонесат за поголемо ниво на светлина на планетарно ниво. И тоа е негов изам, тоа е негова филозофија која за разлика од пример од хипиците, што 10 години порано се јавуваат, 1960, кои исто така потекнуваат од тоа движење потекнува од Персија, од Маздакист. Маздакист е реформер во Персија, кој се залага за комунално живење, за заедничко живење, за вегетарианизам и за free love. Што не е секс на сите страни, тука е free love. Значи, и сега, што се случува? Бидејќи имаме половични вистини, имаме неедуцирани македонци, немаме спиритуализам, бидејќи спиритуализмот е табу, не се донасаат книги, не се нарачуваат книги, се уште не се преведуваат книги, и сега имаме една турлитава, една каша попара од сатанизам, од њуејџизам и од хипи стайл, и сите тие што се побожни и религиозни, пошто не може да читат литература, пошто нели Господ ќе ги казни ако читат книги, не дај Боже да се читат книги, си дават право да критикуват нешто што не го разбираат, а едноставно или е политичко или идеолошко движење. Значи, њуејџизмот можеме да го наречеме дека астролошко движење, што потоа може да пораснува во идеолошко движење, каде што секој си има свој Господ, секој си има своја религија, луѓето размислуваат out of the box, не им се свиѓа да имат секретарки или секретари за Господ, веруваат дека секој сам може да се разговара со Бога, со Елохим, бидејќи сите сме деца Божји. Значи, они ни са мајка и татко, зашо да не? Секој нека се остане во своето верување, нека не му се меша на другото верувањето. Меѓутоа нешто кога е погрешно е погрешно. Погрешни се вашите термини. Во Македонија има сатанистичка црква, да се разбереме, ама вие пред носот нема шанси да ја познаете. Зашо? Затоа што не гледате на таа страна.
туку зјапнати сте у хеланки и у јога матови и у тетоважи. Значи, не дај Боже тука некој да се истетовира или да се растега нешто по парк. Готово, он е сатаната. Значи, Луцифер си има име. Сатанизам е уствари непријателство на Римокатоличката црква. Значи, мавнете ми се со термини што не ги разбирате. Или едуцирајте се и дебатирајте со мене, или малку тоа прстенцата не си ги вежбајте на тастатурата. Многу ми е битно да ви се јасни овие термини. И друга работа. Ако некој сака да прави бизнис и нека не ги злоупотребува овие термини, неоеджизам или спиритуализам или спиритуенергетски пракси, и нека не си го пере газот со овие термини. Значи, некој од овие работи, како што е спиритуализмот, се вистинска научна филозофија. Да, може да има научна филозофија, која е логично потврдена и со информирани, значи информации, информирани луѓе кои прочитале нешто. А не секој дете од 20 години да ми вика дека е просветлен и дека е спиритуалист, која мама и тато му плаќаат кирија и он само кмише као теле на фотелјата и чита, не знам, јебелата романтика книги. Значи, постмодернизам или модерна психологија нема никаква врска со спиритуализам. Да се просветлиш за дека мајка ти и татко ти плаќаат кирија и се облачиш као клошар, не е тоа просветление. Значи, нема ништо лошо да се испереш, да се истушираш, да се средиш косичка, да ти бидеш спиритуалист колку сакаш. Спиритуализмот нема никаква врска со тоа како ти изгледаш, туку има врска колку години си, календарските години, коефициент на светлина, коефициент на искуство, колку книги имаш прочитано, колку литература имаш прочитано и како што реков првите видеа, дали ти секој ден имаш минимум 3, минимум 1, ама 3 мистични искуства за твојата поврзаност со универзумот. Дали ти живееш, мислиш и работиш во спиритуалниот свет? Значи, автомеханичар си автомеханичар. Он си работи во гаража, си работи со светот на коли. Спиритуалист си работи со светот на спиритите. Не со духови, не со ghosts, туку со spirits, со спирити. Ако вие гледате ангели, ако гледате ангели, вашите ангели чувари, ако си разговарате со Елохим, значи, освен ако не сте диагностицирани како психотични и шизоидни, значи се е во ред. Терете работа, имат паранормални способности, што е многу тенка линијата со психотични способности, тоа треба да се утврди, ама како Усуи сенсеј. Усуи сенсеј, кога го добил на подарок своето просветление, бидејќи решил да умре за него, и јас, само кога ќе видам дека некој сака да умре за Бога и дека мисли, зборува и работи за Бога, без разлика дали другите го плюкат или не, само тој би можел да би се вклопи во мојата категорија на спиритуалисти според мои критериуми. Ако видам некој дека умира за просветление, а не дека ммка у планина за просветление. Тука, у првите борбени редови, луѓето се просветлуват. Тие луѓе се достојни за името спиритуалисти. И тие луѓе се спиритуални луѓе, што си имат паранормални способности, што се работат на себе, што се живеат во спиритуалниот свет и нема никаква врска тоа со Луцифер. Нема никаква врска со никакви демони. Има врска со прекрасни светлосни битија, а нема никаква врска со ентитети. Постои нешто што се вика демонологија, ангелологија, значи убаво е да се едуцирате и таму. Све што спаѓа во луциферијанизам
се што спаѓа на светлата страна, убаво христијанство, убаво муслиманство, убав јудаизам, убав спиритуализам, луѓе без религии. Има две класификации само на луѓе. Добри, светли и злобни, темни. Сите тие измеѓу се сиви, ама класификацијата е таа: или си добар, или си злобен. Нема класификација на христијанин, не христијанин. Ниту Буда бил будист, ниту Јеишуа, Исус бил христијанин. Они биле луѓе и биле добри луѓе и биле светли луѓе. Или припаѓаш на светлата страна, или припаѓаш на темната страна. А оговарањето и плюкањето некада е светла страна.